Сакам да направам мал осврт на досегашниот дел од сениорското првенство на женската ракометна лига на Македонија. Значи, нашата екипа веќе одигра 4 надпревара, 4 кола. Резултатите се во рамките на она што го очекувавме. Значи, имаме три сигурни победи и доживеавме еден пораз од екипата на Вардар од Скопје, која знаеме сите дека е вице шампион на Европа. Значи, што се однесува до сениорките, тука сме презадоволни, поготово од синоќешната победа со директниот дуел за второ место со екипата на Вардар Јуниор. Значи, девојките одиграа перфектен надпревар, перфектно беа водени од страна на тренерите и затоа дојде тој резултат и висока победа од 14 гола разлика. Значи, наредниот надпревар го играме во недела против екипата на Металург во Скопје. Смеам да кажам дека ќе очекуваме сигурна победа и на тој надпревар и се надеваме дека ќе победиме, со тоа ќе го зацврстиме нашето однапред планирано второ место. Значи, веднаш зад вице првакот на Европа Вардар од Скопје. Што се однесува до помладите категории, веќе ни почна кадетската лига, каде план ни е да ја освоиме таа лига. Значи, екипата е направена со цел да се освои таа лига. Ја вративме Иван Абдулкарим од Велкова, се врати во Куманово. Се засиливме со Наталија Пецанова од Струмица, играчица на Металург, и мислам дека имаме екипа што ќе освои лигата. Пионерската лига ќе започне малку подоцна. Цел на таа екипа ни е учество во Final Four на Пионерска лига на Република Македонија. Што се однесува, знаете сите, од постигнатите минатогодишни резултати, тоест од минатото првенство, екипата на Куманово освои место кое води во Челендж куп, во Европскиот Челендж куп, каде што за жал ни се падна многу јака екипа од Полска, моментално водечка екипа во Полската лига, екипата на Лублин. Значи, одлучивме двата надпревара, поради намалување на трошоците, да се одиграт на гостински терен. Значи, надпреварите ќе се играт едниот надпревар на 12 ноември и вториот надпревар еден ден подоцна, значи на 13 ноември. Екипата ќе биде 4 дена во Лублин во Полска. Мислам дека не ни се таму големи шанси, бидејќи се работи за изразито јак противник. Значи, противник кој прави екипа, во моментот е направење на екипа која ќе биде конкурентна на најјаките екипи во Лига на шампиона, на Лигата на шампионите. Би сакал во оваа прилика да се заблагодарам на кандидатот за градоначалник Максим Димитриевски, кој вложи напори да ни се обезбедат авионски билети да патуваме за Лублин. Значи, во лично мое име, во името на целата управа и во името на спортскиот дел од колективот, значи тренери и играчи, јавно му се заблагодаруваме на неговиот гест.